Цената на струјата и понатаму останува неизвестна и во периодот што следува ќе се нижат важни одлуки, изјави денес видниот советник за енергетика Виктор Андонов. Во периодот што следува ќе се носат важни одлуки за цената на електричната енергија. Овде сакам да напоменам дека конечната цена ја носи Регулаторната комисија за енергетика. ВАДА одлучува за цената на електричната енергија произведена од ЕСМ, која е само една компонента во крајната цена. Сепак според Андонов се зависи од тоа колкави ќе бидат природните, но и другите ресурси во домашното производство на струја. Веќе се работи на планот за производство на електрична енергија за наредната година. Врз основа на тие проекции функционерите дадоа такви изјави дека се уверени дека нема да има значително изголемување за цената или нема да има зголемување воопшто. Значи, тоа се однесува само во однос на работењето на ЕСМ. Во исто време, од владата повторно апелираат до училиштата и другите институции да поднесат апликации за користење на струја од регулираниот пазар, бидејќи многу општини и понатаму за струја плаќаат и по 400% повеќе. Според опозицијскиот лидер Христијан Мицковски, покачување ќе има во делот на струјното ДДВ, а за основниот дел тој одговор нема. Сигурно ќе имаме барем во основа кај ДДВ-то покачување од 5%, бидејќи него прифати амандманот на ВМРО-ДПМН за да се одржи ДДВ-то 5% за струјата, туку ќе одат сега прво до 10, а потоа од јуни на 18%. Значи тоа сигурно ќе се случи. Дали во основата на цената на струјата ќе имаме покачување, тоа не знам, тоа треба да го каже регулаторна комисија. Моите информации од регулаторна комисија се дека се уште пресметките енергетските компании не ги доставиле.